Ова што се случуваше во Маврово до пред некој месец беше нешто што никогаш се нема случено до сега во Македонија. Значи толку блиски средби со мечки во домови, што влегуваат во домови, до сега никогаш се нема случено во Македонија. Имам индикации дека популацијата се зголемува според нашите истражувања со помош на методот на фотозамки. Гледаме дека фреквенцијата на мечки споредбено со сесијата што имавме пред 2 години, па сесијата што имавме пред 5 години, претходно имаме 7 такви сесии направено, гледаме дека фреквенцијата на појавување на мечката пред сликите се зголемува. Има две причини зашто не се согласуваме со тоа. Едната е бидејќи се преселува проблемот на друго место. Македонија е премногу мала за мечки, за волци, за рисови, значи за крупни месојади, за да бидат тие во дивина. Мечките имаат, тоа на англиски се вика homing behavior, значи имаат тенденција да се вратат од каде што биле нели заловени, дури и некои мечки кои што биле следени со помош на околувратници, GPS околувратници се вратиле, значи дека може и да се промени целосно незиното однесување, па може да направи некоја поголема штета. Може да се види буквално низ текот на годините, например во Хрватска, каков е здравствениот статус на мечката, која е возрастната структура на угинати мечки од сообраќајни незгоди, например, што значи сето тоа е многу интересни параметри, се може да ни дадат одредени заклучоци за понатака, каде треба да се градат патишта или на што треба да се обрне внимание. Нив има одреден атрактант, обично тоа е например храна за кучиња која што доста мирисе и може да ги привлече мечките. И мечката кога ќе проба да отвори таа канта, ја прска нели тој пепер спреј што не е нешто страшно за самата мечка, тоа за саат време нели го нема веќе, таа си продолжува нормален живот, меѓутоа тоа и кажува на мечката дека не треба да чепка во континерите, не треба да доаѓа бидејќи одеднаш учи мечката. До пред 2 месеци беше сезоната кога овошките, главно значи тие диви овошки кои што ги има во пределите низ целата држава кај нас, не вродија со плод, значи не имаше многу мала продукција на овошни дрвца, поготово нели сливки, круши, јаболки и така натаму. И заради тоа мечките, бидејќи беа гладни пред се, мора да се симнуваат во населените места, поготово во планинските населени места, главно низ Националниот парк Маврово, во потрага по храна. Таа потрага по храна главно беше низ дивите депонии во тие населени места, тоа е во селата кои што се уште се живе во долнореканскиот крај, бидејќи не се регулираше барем до пред некое време отпадот и заради тоа беа привлечени мечките да доаѓаат во близ контакт со населените места, некои дури и влегува внатре во населените места.
во зависно од тоа како се временските услови. Ние често наоѓаме и траги во текот на јануари од мечка. Значи дека во јануари, кога би требало сигурно да се во зимски сон, тие се активни. Мислиме дека сепак се работи за мажјаци, бидејќи мажјаците се поактивни и знаат доколку се затопли да бараат храна. Женки не, меѓутоа и мажјаци и женки би требало во јануари барем да се уште во зимски сон.